Стои ли Никола Груевски во ДПМН позади повикот на Социјалистичката партија за составување на македонска платформа? Па да, мислам дека тоа е прочитана книга и толку е прозирно што не е тешко да се дојде до констатација дека Никола Груевски сега зборува преку тие што никогаш не зборува додека беа во негова коалиција, со негова коалиција и во последно време зборува преку малите партии кои мислам дека и толку немат членство што тој дури е загрижен и кога и како треба да ги пререгистрира за да биде со него. И во последно време гледаме преку Амди Бајрам пораки, преку Љубисав Иванов и одредени експоненти негови што не значат ништо во однос на тоа што и како се одвиваат политичките работи во Република Македонија, но како и да е, тоа е начин на комуницирање во ситуација кога веќе свесен е дека шансите за формирање на некаква коалициона влада со некоја албанска партија, пред се тога мислам за ДУИ, се мали, односно воопшто не постојат. И во вакви ситуации мислам дека сака да создаде мислење, јавност, дека без него не се може, не може да има влада без ВМРО ДПМН. Неговото одење во опозиција за него е премногу губитничко. Сметате ли дека оваа платформа, македонската платформа, представува поттик за безбедност и дестабилизирање на државата? Македонска платформа. Мислам дека сомнежите доаѓаат од фактот што прво кои се така наречени промотори на таа платформа македонска. Второ, повеќе личи на антиплатформа, затоа што доаѓа како реакција на една декларација на албанските партии за составување на коалициона влада со една од двете поголеми партии на македонскиот блок. И тука нема ништо лошо, да речеме, ако во тие барања кои се предмет за разговори и преговори за составување на коалициона влада, ако се одвива во рамките на Уставот и во рамките на рамковниот договор, тогаш не знам зошто толкава е реакцијата жестока со некоја антиплатформа која преди се треба да биде насочена, односно содржински оформена против некакви спрема нив екстремни барања на албанците. Овие се барања кои 25 години мислам дека и во парламентот, и во разни преговори и разговори се работи кои се знаат. Во платформата на албанските партии парламентарни има доста работи кои воопшто немат етнички предзнак. Да речеме ставот за интеграција во НАТО, во Европска Унија, за правна држава, за функционирање на специјалното јавно обвинителство, за учество во преговорите, за олеснување на преговорите, да речеме, за името во Грција, дури со Грција треба да се поздрави, затоа што и албанците сака да го дадат нивниот допринос колку можат за да се дојде до некаков компромис кој го преди се би го прифатиле македонците, односно македонскиот народ. Така што
Проблемот со јазикот. За жал, платформата ја интерпретираат многу интелектуалци, поддржувачи на опцијата на ВМРО-ДПМН, кои понекогаш признаваат и сами дека не ја читале воопшто, меѓутоа тоа што слушат и тие само додаваат во нивните коментари. Мислам дека не личи на човек кој се бави со политички анализи да коментира нешто врз основа на некои други коментари, а не од тоа што ја прочита. Јас не знам што би била содржината на таа македонска платформа. Јас не сум против зашто да немат македонските платформа во однос на нивниот национален идентитет, јазик, вредности македонски и така натаму. Меѓутоа, таа платформа треба да се постави, јас би рекол, карши тие кои се обидуваат да не ја признаваат македонската нација, јазикот, идентитетот и веројатно, неверојатно, него и јас мислам дека тука треба да има црвена линија. Меѓутоа, што се однесува до албанците, такво прашање и таков проблем нема. Затоа што албанците не го доведуваат во прашање идентитетот на македонскиот народ, јазикот на македонскиот народ, македонската историја. Тие сакат соживот, не само што сакат, него со години веќе градат заеднички институции, заедничка влада, заеднички парламент, заеднички органи државни, така што мислам дека во тој однос нема потреба да се постават работите дека еве албанците треба да ги гледаме како непријателски настроени во Македонија и ние да им одговориме со една платформа која би била одбрана на македонштината во Република Македонија. Мислам дека тука е суштината на овие активности. Овие се нарачани потези кои одат преку новоформирани некои организации, како што слушаме Прилеп, Битола и така натаму, да бидат што помилитантни и што поагресивни во нивните настапи, за да се создаде нервоза политичка во Република Македонија, па тоа после да добива безбедносни конотации и сето тоа да биде пречка за да се состави евентуална влада помеѓу ДУИ и другите партии албански со СДСМ, влада која ќе биде за промени, односно реформистичка влада, која ќе одговори на пораките кои доаѓаат и од Европската Унија и од САД. И мислам дека тука е проблемот. Но јас сум убеден дека треба да се издржи и народот, односно граѓаните, веќе се толку свесни и толку добро ги разбираат спиновите, пораките, ги познаваат индивидуите кои посегнуваат по тоа што значи нестабилност. На крајот на краиштата, ако главен во овој случај се представува председателот на Социјалистичката партија Љубислав Иванов, Дзинко, кого јас добро го познавам, тој само да ги потсетам граѓаните, помладите во Република Македонија, дека беше личен и добар пријател на Слободан Милошевиќ. Тој остваруваше средби со Милошевиќ во времето кога целата светска демократија веќе ги осудуваше неговите потези во
во сето тоа што значеше поранешна Југославија, дали е во прашање Косово или Босна и Херцеговина, Хрватска и така натаму. Така што треба да размислат луѓето дека сепак во една блиска историја добро се познаваме меѓу себе и знаеме кој, како и во каква функција ги прави тие потези што мораме на помладите, може би помладата генерација да им објасниме дека тоа веќе е дежаву и тоа веќе е поминато и овој млад свет во Република Македонија сака перспектива, сака мир, стабилност, економски развиена држава, армонични меѓуетнички и меѓучовечки односи, граѓанско општество и мислам дека од тоа тешко дека може некој да ги оттргне, без разлика што има излив на некои поединци и групации кои сакат да создават немири во Република Македонија. Според вас, во брзо време има ли нова влада и кој ја составува? Па јас мислам дека се повеќе и по-реално може да се рече дека ќе се состави влада помеѓу две или три, не знам, албански партии со СДСМ и коалицијата на СДСМ. Најверојатно свесни се и албанските партии, дека од Социјалдемократскиот сојуз и пораката и отварањето на самата партија кон албанските партии, прашања кои ги засегнуваат албанците не само во однос на етничките права, туку и во однос на тоа што значи правна држава, работа, економски развој, нормална инфраструктура за живење и сето тоа што значи просперитет за сите, тогаш албанците мислам дека веќе имат нивна проценка, добро ја имат прочитано тоа дека со кого можат понатаму да бидат во коалиција, односно да работат заедно за перспективата на Република Македонија и најверојатно постојат веќе реални шанси да се формира таа коалициона влада и јас мислам дека граѓаните треба да очекуваат и да се врати тој ентузијазам и таа верба дека дефинитивно ќе профункционират институциите на државата, ќе профункционира државата, ќе се врати државата во дискурсот на евроатлантските интеграции и тоа значи и перспектива за сите нас. Сметате ли дека оваа платформи на најавените протести за утре се поради сознанието дека СДСМ и ТУИ се веќе длабоко навлезени во преговорите за влада? Па да, мислам дека овие реакции доаѓаат следејќи ги активностите кои се одвиваат во однос на составување на таа коалиција. Како што тие ги имаат и ги примаат тие информации, веројатно и од внатре, од одредени личности, може би од ДУИ кои се уште жалат што не може да бидат во коалиција со нивните ортаци во криминалните дејанија и во тоа што значи корупција. И како што доаѓаат информациите дека се поможна и пореална е некоја евентуална коалициона влада со СДСМ, поголема е нервозата во ВМРО-ДПМН и нивните сателити, така наречени,
како медиумски, така и поддржувачи од разните сфери, но не знам па колку тоа ќе може да влијае кај целото нивно членство и нивните гласачи, затоа што дефинитивно сум убеден дека и нивните поддржувачи, и нивните гласачи ќе ја осознаваат вистината и ќе видат дека таа борба за останување на власт нема искрени намери за некој развој на Република Македонија во тој демократски процес, туку единствена и најголем интерес е нивен и понатаму да се извлечат од тоа што е криминал и корупција, нудејќи разни политички опции, само за да се камуфлираат, односно да се преправат пред нивните гласачи дека тие се единствените спасители за македонската нација, македонската кауза, по нив и така натаму. И се друго не чини, односно се друго е предавничко, и македонско и албанско. Само тие се тие чувари на Република Македонија и се повикуваат на народот, а тие воопшто изгледа не ги знаат бројките, дека ако ВМРО ДПМН има 300.000 гласачи, затоа што другите се од малцинствата, односно заедниците кои се во нивната коалиција, и во име на 300.000 тие треба, односно мислат дека треба да ја кројат судбината на сите другите и на Република Македонија, и само тие се повикани за